Јавното обвинителство веќе има поведено предистражна постапка за случајот познат во јавноста како Рекет 2, во кој главна улога има Ден Дончев, човекот кој вчера ја изненади јавноста со својата оставка од позицијата на Фондот за здравствено осигурување, која експресно и без образложение беше прифатена од владата. Од обвинителството за Алфа велат дека се постапува по пријавата на Вера Иванова за злоупотреба на службената положба против сега веќе екс-директорот на ФЗО. Од таму велат дека надлежен јавен обвинител веќе сослушувал сведоци за овој случај. Надлежен јавен обвинител има издадено низа наредби и сослушано лица во насока на расветлување на наводите изнесени во пријавата. Со оглед на тоа дека станува збор за предистражна постапка, обвинителството не може да сподели повеќе детали. Јавноста вчера беше изненадена од оставката на Дончев, а порталот Плюс Инфо, кој прв ја обелодени аферата Рекет 2, сега објавува нови докази и тврди дека токму тој случај може би е вистинскиот мотив за заминувањето на Дончев од Фондот за здравство. Според наводите на порталот, Дончев планирал да замине од Македонија, а целиот товар од аферата да го остави на плеките на највисокото раководство на СДСМ. До тој степен имињата на засегнатите со скандалот се звучни, што веројатно се проценило дека СДСМ оваа афера пред изборите нема да може да ја издржи. Поради тоа, пред се поради фактот што обвинителството веќе го има жешкиот костен в раце, одлучено е да се пристапи кон операцијата минимизирање на штетите. На Ден Дончев наводно му било сугерирано да се повлече од функцијата и по можност да исчезне од Македонија, пишува новинарот Бранко Геровски на порталот. Според неговите извори, рекетарите од правни субјекти кои даваат здравствени услуги на товар на фондот наплаќале и по 2 милиони евра на годишно ниво. Наплатата била во кеш на рака, а парите потоа се носеле на соодветните адреси, пишува Плюс Инфо. Аферата Рекет 2 лани во септември ја обелодени токму новинарот кој тогаш тврдеше оти поседувал цврсти докази дека Дончев заедно со првиот човек во здравството Филипчес се обиделе да ја спречат продажбата на македонската фирма за дијализа Диамет на шведскиот инвеститор Диаверум. За ова кривична пријава до обвинителството поднесе и собственичката на Диамет Вера Иванова. Дончев вчера се повлече од функцијата откако што рече лични причини. Сепак медиумите шпекулираат дека тој се подготува да си замине назад во Австралија, каде живеел во 80-тите и почетокот на 90-тите години на минатиот век.